Вечно ќе ја сакам, горка ја своја, Скопје кажи ми. Повеќе од 230 ученици од 22 основни училишта во Скопје, поделени во 43 тимови под менторство на околу 50 наставници, денеска работеа на изнаоѓање иновативни решенија за еколошки предизвици. Настанот Зеленикс од предизвик до иновација се одржа по повод 21 април, денот на иновативноста и креативноста, во организација на агенцијата Инова. Целта на иницијативата е да се поттикне креативноста, иновативноста и предприемачкиот дух кај младите, преку практично решавање на реални еколошки проблеми. На крајот од настанот, најдобрите тимови ќе бидат наградени во категорија за најиновативно и најапликативно решение, како и за најдобар тим. Министерката за образование Весна Јаневска истакна дека ваквите активности се важни за насочување на младите кон создавање решенија што го подобруваат животот без да ја загрозат животната средина. Таа нагласи дека фокусот треба да биде на здравието, заштитата на природата и справувањето со климатските промени, како и на развојот на образованието и економијата. Според неа, образовниот систем се менува со цел да создава генерации млади луѓе кои ќе размислуваат критички, ќе бидат креативни и активно ќе придонесуваат во општеството. Во таа насока се воведуваат нови наставни пристапи, се инвестира во училишна инфраструктура и се отвораат можности за учество во меѓународни програми. Директорката на Инова Даниела Димовска посочи дека предизвикот за учениците бил да препознаат конкретен еколошки проблем и да предложат применливо иновативно решение кое ќе биде оценувано од стручни комисии. Градоначалникот на општина Бутел Дарко Костовски информира дека се потпишани првите решенија за исплата на еднократен надоместок за новороденчиња во висина од 5000 динари. Станува збор за мерка предвидена во програмата за социјална заштита за 2026 година, која има за цел да обезбеди директна поддршка за младите семејства во општината. Според Костовски, оваа иницијатива е дел од пошироката стратегија на локалната самоуправа за подобрување на животниот стандард и создавање подобри услови за раст и развој на најмладите жители. Тој истакна дека поддршката за семејствата нема да застане само на финансиска помош, туку ќе продолжи преку инвестиции во инфраструктурата и јавните услуги. Во таа насока во тек изградба на 2 нови детски градинки во населбите Бутел 1 и Бутел 2, со што се очекува да се зголеми капацитетот за згрижување на деца од предучилишна возраст. Дополнително, општината планира изградба на уште 3 нови градинки во Радишани, Висбегово и Бутел 1, со цел да се одговори на зголемените потреби на населението. Од општина Бутел посочуваат дека овие мерки се дел од визијата за долгорочен развој, насочена кон создавање сигурна и квалитетна средина за живот, во која секое семејство ќе има подобри услови и поддршка за грижата за своите деца. Градоначалникот на Скопје Орце Ѓоргиевски вчера вечер објави видео со ноќни кадри од фонтаните во центарот на градот, кој со новото осветлување добија поинаков визуелен изглед. Во видеото се прикажани неколку препознатливи локации: фонтаните на плоштадот Пресвета Богородица, фонтаната на плоштадот Македонија, фонтаните кај влезот во старата Скопска чаршија и фонтаната на плоштадот ВМРО. Објавата беше придружена со кратка порака: "Ова е само наше Скопје". Овој визуелен приказ доаѓа како продолжение на неодамнешните активности за уредување на јавните простори во главниот град. Пред околу 2 недели Ѓоргиевски информираше дека фонтаната Лотосов цвет, лоцирана на влезот во градски парк Скопје, е целосно обновена. Покрај реконструкцијата на самата фонтана, уреден бил и околниот простор со поставување нова урбана опрема и модерно осветлување. Од град Скопје посочуваат дека ваквите активности имаат за цел разубавување на јавните површини, создавање попривлечна урбана средина за граѓаните и посетителите. На 23 април 2026 година во Александар Палац во Скопје ќе се одржи меѓународниот настан Скопје Европска претстолнина на културата 2028. Обликување на иднината на Скопје, кој има за цел да поттикне стратешки диалог за развојот на главниот град. Настанот ќе обедини представници од водечките институции, градоначалници, европски партнери, експерти, универзитети и меѓународни организации.
Главната цел е преку заедничка дискусија да се постават насоки за идниот урбан и културен развој на Скопје во согласност со современите европски трендови. Фокусот ќе биде ставен на креирање современи урбани политики, поттикнување на културниот развој и примена на одржливи практики. Организаторите очекуваат дека ваквиот пристап ќе придонесе за создавање поиновативен, инклузивен и просперитетен град. Воедно настанот представува можност за размена на идеи, искуства и визии, како и за воспоставување нови партнерства кои ќе ја зајакнат европската перспектива на Скопје во пресрет на 2028. Во општина Газибаба започна асфалтирањето на пристапниот пат кон гробиштата Камник, проект кој, како што информира градоначалникот Бобан Стевковски, бил долго очекуван од граѓаните, сега конечно се реализира. Стевковски истакна дека се работи за инфраструктурен зафат кој има значење за голем број жители, нагласувајќи дека првата фаза од проектот изнесува 8.164.884 динари, средства обезбедени преку владата. Дополнително, како што посочи општината ќе инвестира уште 7 милиони денари за целосна доизградба на пристапниот пат. Со проектот се предвидува воведување на кружен тек со влез од улицата Јужноморавски бригади и излез кон Сингелик кај Клакер, што треба да придонесе за поголема проточност на сообраќајот, намалување на метежот и зголемување на безбедноста. Паралелно со ова, општината работи на нова урбанистичка документација, велат надлежните, во соработка со АД Бутел, со која се планира и проширување на гробиштата и изградба на капела. Според градоначалникот, целта на овие активности е воведување поголем ред, достоинство, подобри услови за граѓаните, особено во периоди на зголемена посетеност за празниците. Министерството за внатрешни работи соопшти детали за сообраќајната несреќа што вчера попладне се случи на улицата Васил Ѓорѓов во близина на трговскиот центар Зебра во Скопје, при која беше удрен пешак. Во незгодата учествувале патничко возило Land Rover со скопски регистарски ознаки, управувано од лицето АА 54 години од Скопје и 22 годишниот пешак ЛС од селото Кондово. Повредениот пешак со возило на медицинска помош бил пренесен во градската општа болница Свети Наум Охридски, каде му биле констатирани телесни повреди, пошто бил пуштен на домашно лекување. Од МВР информираат дека на местото на несреќата е извршен увид се работи на целосно расчистување на околностите под кои дошло до инцидентот. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расуте сни. Вечно